Добар ден, јас сум Дијана Трајковска, професор во Средното училиште Михајло Пупин. Денес ќе ви ја презентирам лекцијата Текст ефекти од предметот уредување на веб страни, кој што се изучува во трета година во средно стручно образование. До сега покажавме како се одредува боја, поставеност или фонт за текстот од веб страницата. Се разбира, постојат и други својства кои може да се одредат за текстот или за дел од текстот. Некои од нив се однесуваат на граматичката точност во прикажувањето, а некои на графичкиот изглед во рамките на дизајнот на страницата. За која и намена да ви треба, ги употребуваме соодветните CSS својства за да ги добиеме оние ефекти кои што нас не требаат. Значи, текст ефектите се добиваат со дефинирање на CSS својства. Својствата одредуваат како ќе се прикаже текстот и како што напоменав, поминати до сега не се text align за одредување на хоризонталната поставеност на текстот, color одредување боја на текстот и font family одредување на фонт со кој што ќе се појават, значи обликот на буквите, дали ќе бидат подебели, потенки, дали ќе бидат во Arial, во Times New Roman, соодветно на она што сакате да го постигнете. Едно од новите својства на кои што денес ќе се навратиме е својството letter spacing. Тој го зголемува или го намалува растојанието помеѓу буквите во зборовите од текстот. Синтаксата е дадена во пример за наслов со тагот H1 и H2. Насловот H1 ни е зададен со својството letter spacing, за кого сме доделиле вредност 3 пиксели. Така ќе добиеме наслов со развлечени букви, како што може да забележите на примерот од десната страна. Значи, ова ви е наслов каде што се развлечени буквите во зборовите. Во долниот наслов, тоа е насловот H2, е поставена вредност од -3 пиксели, при што ќе добиеме збиени букви во зборовите. И така ќе го добиеме овој наслов. На што може веднаш да се забележи е дека овој наслов е многу тешко читлив и вие треба сами да одредите кога ова својство ќе го поставите со негативна вредност, евентуално за некој графички ефект, за некој приказ. Следното својство е својството word spacing. Ова својство го зголемува или намалува растојанието помеѓу зборовите во текстот. Значи, доколку имате наслов или текст со повеќе зборови, со ова својство го одредувате растојанието помеѓу зборовите. Во синтаксата се повторно дадени текст, односно наслов со развлечени зборови, со поголемо растојание помеѓу зборовите, тоа ви е овој пример, или пак насловот H2, за кој што е зададено својството со -5 пиксели, кој што ќе дава збиени зборовите во насловот. Значи, растојанието помеѓу буквите е нормално, меѓутоа зборовите се многу блиску и така повторно доаѓаме до ефектот да ова многу потешко се чита, ама ќе повторам, доколку е потребно за некој графички ефект, тогаш се употребува и на овој начин. Следно својство кое што ќе го разгледаме е својството text transform. Без разлика на тоа како текстот што го внесувате во веб страницата е искуцан предходно, со ова својство вие контролирате како ќе се прикажува, дали со сите големи или со сите мали букви. Синтаксата е следна. Без разлика како текстот е искуцан, доколку го зададеме својството text transform со вредност uppercase, ќе добиеме сите букви во пасусот да бидат големи. И обратно, вредноста lowercase дава сите букви во пасусот да бидат мали. Значи така, вие контролирате без разлика на тоа како текстот што ви е даден е искуцан, да не мора да го прекуцувате повторно доколку е голем, доколку е долг, да може да ви одредите какви ќе бидат буквите, конечно како ќе се прикажат буквите на веб страницата. Одиме понатаму со следното својство, тоа е својството text indent. Ова својство се однесува на граматичката точност во вашата веб страница. Односно, правилото за
правилото во македонскиот јазик за пишување на текст е во секој нов пасус се поставува вовлекување на првата линија. За разлика од македонскиот јазик, во англискиот јазик имате малку поинакво правило. Значи, првиот пасус во текстот нема вовлечена прва линија, сите останати имаат. Во зависност од тоа, дали вашата веб страница ќе биде на англиски или на македонски јазик, вие треба да го запазите соодветното правило. Значи, дали на првиот пасус ќе има или нема поставување на вовлечена линија. Синтаксата за поставување вовлечена линија е следнава. Вредноста што е зададена овде во нашиот пример е 50 пиксели. Значи, може би тоа ќе ви личи дека е голема вредност, меѓутоа, за да биде забележливо, тоа празно место кое што се остава како во првата линија, се става вака малку поголема вредност. Бидејќи помала вредност може да личи како да случајно сте искуцале повеќе спејсови, да речеме, во пишувањето. Како напомена, ова својство се користи за пасуси кои што имаат повеќе линии. Значи, да речеме во наслов, нема смисла да се поставува ова својство, бидејќи во една линија тој само малку ќе отиде по десно и едноставно ќе го нема тој ефект. Значи, овде не се работи за ефект, туку за граматичка точност на текстот кој што е прикажан во страницата. По овие информации што ги добивте за својствата во CSS, може да ја изработите вежбата што е наведена во овој слайд. Значи, во нов HTML и external CSS файл, значи задолжително ги дефинираме CSS својствата во надворешен CSS файл, го испишуваме кодот во кој што ќе ги искористиме овие претходно зададени својства и ќе го добиеме изгледот што ви е даден на оваа слика. Значи, ќе имаме наслов со изглед вака како што е зададен и потоа текст кој што повторно треба да го добие овој изглед. Не е задолжително да биде поставен од лево до десно со истиот распоред, меѓутоа да ги има овие форматирања кои што се прикажани. Како например и овој линк овде долу, кој што е линк, меѓутоа го нема она стандардно форматирање за линкот, а тоа е да биде подцртан. Откако ќе ја завршите вежбата, ќе треба да ја снимите и потоа соодветно фајловите ќе ги провери професорот на час или во овој случај на онлайн едукација ќе ги испратите на мејл на професорот за да може да ги провери и да ви врати повратна информација за тоа дали ви е точно и што треба да поправите. Откако ќе ја завршите вежбата, продолжуваме понатаму со уште едно ново својство во текст, што може да се зададе на текст, а тоа е својството text shadow. Овој текст ви дава ефект на сенка. Односно текст со ефект на сенка. Синтаксата повторно ви е прикажана за наслов со големина H1, значи најголемиот наслов. По својството text shadow се задаваат две вредности. Во овој случај се 2 и 2 пиксели. Овие две вредности задаваат, односно одредуваат оддалеченост на сенката од текстот, значи од оригиналниот текст. И тоа, првата е по X и втората е по Y оската. И потоа следува вредност за бојата со која што ќе се прикаже сенката. Доколку сакате, може, не е задолжително, овде да се додаде и уште една трета вредност, повторно во пиксели, која што ќе го прикаже текстот размачкан, односно ќе зададе ефект блур на него, односно на неа, на сенката, и ќе имате соодветен приказ. Се користи и со зададена трета вредност и без зададена, при што се добиваат различни ефекти. Во примерот од десната страна имате наслов, сенка на наслов, кој што е со сенка со зададена трета вредност. Како изгледа сенката без оваа вредност, ќе треба вие да проверите во задачата која што ќе изработите следно. А тоа е
практична задача, која што повторно треба да се изработи, во која што треба да се изработи нов HTML и екстернал CSS файл. Во него ќе ги примените претходниот код, значи за сенка, меѓутоа и сите кодови, не код, туку својство, и сите својства што ги зададовме во оваа презентација, како и некои својства нормално од претходно, и ќе го разгледате добиениот изглед. При што во овој случај сами ќе треба да смислите примена врз собствен пример. Задолжително повторно ќе ги снимите фајловите во вашата папка и ќе ги испратите на имејлот од предметниот наставник. Повратната информација ќе биде за тоа како сте ја разбрале оваа презентација и информациите кои што сте ги добиле во неа. До следната презентација, поздрав од мене.